63 нови вработувања во чистота и зеленило, 18 во Куманово план и 6 вработувања во Куманово газ. Предвидуваат годишните планови за вработување во 2026 година, кои добија зелено светло од советниците на последната седница на Советот. Во комуналното предпријатие најголемиот дел од вработувањата се однесуваат на општи работници. Во Куманово план ќе бидат вработени луѓе од сите профили, но најмногу архитекти, а во Куманово газ предвидените вработувања се како резерва, информираа надлежните од јавните предпријатија. Што се однесува до тримесечниот извештај за финансиското работење од 1 април до 30 јуни годинава, јавното предпријатие Куманово газ остварило загуба од 2.674.000, соопшти директорот Марко Митровски. За вториот квартал јавно предпријатие Куманово газ Куманово оствари загуба од 2.674.040 денари, што е за некои 200.000 повише од минатата година во истиот период втор квартал. Да напоменеме дека овој втор квартал и третиот, ова јавно предпријатие секогаш за сега бележи загуби, бидејќи сите наши потрошувачи претежно се за загревање и го користат нашиот енергенс во зимските месеци, кога е во тек грејната сезона. Ние на нашата мрежа се уште немаме приклучено ниту еден индустријски објект кој би трошел природен газ сите 12 месеци, па би ги зголемиле приходите во овој летен период. Што се однесува до приходите и расходите, приходите се зголемени благодарение на испорачена повеќе количина на природен газ, меѓутоа тоа истото се пресликува и во расходи, истата количина бидејќи ние ја купуваме и ја продаваме, останатите приходи и расходи сите се во рамките на истиот период минатата година. Поголемо отстапување има заради зголемување на платите од некои скоро 250.000 денари, што не ја намалува многу загубата во овој период. Сите други расходи се во граница на истиот период минатата година. Што се однесува до наредната точка, годишен план за вработување, имаме ставено 6 вработувања, меѓутоа тие се како резерва. Ако остане ова екипираност, наредна година нема да имаме планирани вработувања. Далеко од тоа дека ова предпријатие нема потреба од нови вработувања, меѓутоа финансиските можности се тие кои го диктираат темпото на развивањето на ова предпријатие. Имаме предвидено неколку вработувања, тоа внатрешни унапредување внатрешни, тоа се наши колеги кои работат веќе подолг временски период, кои треба да добијат едно ниво повише. Што се однесува до вработувањата, законска обврска, имаме минимално намалување затоа што немаме потреба и дај Боже да имаме потреба од волков голем број. Оставени се вработувања од сите профили, најмногу знаете кај нас за најпотребните во делот на архитектура. Сега во моментот годишниот план за вработување се одржи 18 нови вработувања. За ЈП чистота и зеленило истиот ги опфаќа сите слободни работни позиции кои се вкупно 63, со тоа што истите нема да бидат остварени, односно многу мал број ќе бидат остварени и јас би ги елаборирал сите одделови. Таму има специфични работни позиции кои на пазарот на труд многу тешко се наоѓаат, а кои се неопходни, како што е раководител на техничко-технолошки работи. Таму работи човек со овластување, внатрешен ревизор, односно раководител на одделение за ревизија, кои истите во приватен сектор земат 2 до 3 пати поголема плата и такви кадри се дефицитарни. Одговорен механичар, одговорен за безбедност и здравје при работа и така натаму и така натаму. Предвидени се 9 пензионирања за 2026 година. И она на која треба да се поработи, а истиот овој план сигурно ќе претрпи своји измени, затоа што треба претходно и систематизација да се менува и треба да се усмерат работите, да се зголеми бројот на општи работници, утоварачи на сметка, кои работници во оддел на зеленило, нешто што е дефицитарно, а кое е неопходно и потребно за обавување на нашата делатност. Вкупната слика на вработени моментално во ЈП чистота и зеленило е 291 вработен, со договори на неопределено и 32 преку агенција за привремени вработувања,